Благодарам, председателе. Колега Пасиев, лицемерието пуштено на најако како и секогаш. Кога се работи за вас и вашиот политички гуру Христијан Мицковски за да дојдете на власт, одредени работи не ви пречат, а кога се работи за да се донесе нешто за граѓаните, ви пречи. Напоменавте биотероризам. Кога се работи за граѓаните, кога граѓаните ги очекуваа пакетите на мерки да се донесат од ова собрание, да ги помогнеме во услови кога се соочуваме со пандемија, излеговте тука и говоревте и бевте најгласен за биотероризам, а истата ситуација кога требаше под наводници да формирате влада заеднички, повторно ќе напоменам, со вашиот политички гуру Мицковски, не ви пречеше и не излеговте. Потоа, лицемерието во делот на Северна Македонија. Секојдневно излагате на говорницата и говорите дека за договорот, дека тоа е штетно, а кога требаше да формирате влада, не само што се потпишавте секаде каде што има Северна Македонија, дополнително го променивте деловникот кој што е деловник на Собрание на Република Македонија, потпишавте деловник на Собрание на Република Северна Македонија. Тоа е вашето лицемерие. И тоа лицемерие не поминува ни тука во Собранието, не поминува кај граѓаните. Споменавте во делот на Бисера Костадиновска Стојчевска дека има празно CV, тоа не е точно. Има 5 страни CV доставено, преку 50 научни трудови. Споменавте во делот на МВР, само ќе ви напоменам 70 реновирани и реконструирани објекти, зголемен капацитет и зголемено откривање на криминалот и во делот на наркотици, недоволни средства и ред други работи. Оваа влада во изминатите 4 години и во моето излагање кое што го има во текот на вчерашниот ден кажав, е подобра од било која влада, предводена од било која политичка партија во претходниот период. Но тоа не е доволно затоа што граѓаните заслужуваат и очекуваат повеќе. Јас очекувам од вас да се одважите и да ги кажете и позитивните работи кои што се случуваат. Не само да делите лицемерие тука од оваа говорница и да кажувате за работи кои што и самите не ги почитувате. Честно и вредно е пред граѓаните да кажете за сите овие кандидати кои што ги споменавте дека имаат сериозно добро CV кое што веруваат и граѓаните, верувам дека и повеќето од нас пратениците веруваат дека можат да ја водат владата во правилна и вистинска насока. Лицемерие, повторно ќе напоменам, лицемерие не поминува ниту тука во Собранието, ниту кај граѓаните. Ви благодарам.